Преку специјални VR слушалки и очила, виртуелната медицина ги внесува пациентите во тридимензионален свет, смирувачки слики и звуци за да им помогне да се чувствуваат подобро и да станат поздрави. Има многу терапевтски апликации, вели лекарот и истражувач која води програмата за виртуелна медицина во медицинскиот центар Cedars-Sinai во Лос Анџелес. Се користи за физикална терапија, се користи за нарушување во исхраната, за управување со висок крвен притисок, за шизофренија, депресија, анксиозност, синдром на нервозно дебело црево и многу други работи. Им помага на жртвите од несреќи, луѓето кои се опоравуваат од операција, пациенти со рак, па дури и на родилките. Но се обучуваат и лекари и медицински сестри. Управата за храна и лекови на САД го нарекува медицинска проширена реалност и работи на проширување на пристапот на пациентите и мерење на ефективноста на технологијата. Овој пациент вели дека тоа му помага да се справи со хроничната болка што ја претрпел откако бил подложен на третман за рак пред неколку децении. It's like being in a movie theater. Како да сте во кино, темно кино без никој околу вас, каде што се што може да видите е екранот. И тоа само те влече внатре. Програмата виртуелно го носи на нови места. Има сцени на крави кои пасат на поле во швајцарски планини или пливање со делфини или со голем син кит. Системот обезбедува повратни информации за да им помогне на корисниците да го смират умот и да го преквалификуваат мозокот, вели психијатар, кој ги развива програмите кои работат преку ваквите уреди. Ова слушалка има вградени биосензори во неа за собирање на отчукувањата на срцето, варијабилноста на срцето, вашата зеница, која е големината на вашата зеница и следење на очите. Пациентите може да летаат над водопад, а во исто време се контролираат сликите со умот додека телото реагира на смирувачкото искуство. Хроничната болка, како онаа на Том Норис, се наоѓа во мозокот исто колку и во телото, вели лекарот Шпигел. Оно што може да се случи е дека самото ткиво може да заздрави речиси целосно, ако не и целосно, но сепак постои чувство на болка. Тоа е речиси како болката да се преселила од периферијата се до мозокот, каде што самиот мозок на некој начин почнува да генерира болка. За 8 до 12 недели обука, тој процес може да се смени преку виртуелната медицина. Лекарите велат дека им помага на пациентите со различни здравствени состојби.